Хуманитарна помош за настраданите од пожарите во Источна Македонија има, но нема кој да ја достави до нив. Пожелно е помошта од Скопје да се зима, за да ни олеснат со работата. Затоа што не можеме, бевме неколку пати низ селата, не можеме луѓето да ги бараме каде се моментално згрижени. Сега во моментот, денеска баравме волонтери за Свети Николе, да ни помогнат во растоварањето вечерва, во 8 сатот, но еве, ни се јавија, ни се пријавија неколку мина, така да мислам дека убаво ќе поминеме да растовараме, зашто ова е поголема помош. Постраданите од пожарот кои имаат потреба од помош, неа може да ја подигнат и со доколку се во можност, порачуваат организаторите. Ние оставаме на локалните координатори во Свети Никола, и вечерва ќе дојдат и од Штип координатори, да можеме да се координираме. Сега од денеска, значи денеска и четврток и петок, исто така преку Екологистик, ќе испраќаме помош. Првата помош ќе биде во двете цркви во Свети Никола, и исто така ќе донесеме лекови, пелени на амбулантата и на некои доктори тамо, за да покријат со лекови, пелени, дезинфекциони средства и така натака. Хуманитарната акција ќе трае и во наредните денови, а акцијата досега се оценува како успешна. Одлично. Значи, ние правиме секоја година рекорди и сме имали многу и за поплави, земјотреси рекорди, значи неколку камиони сме полнеле. Ме зачудува за 5 дена толку помош и толку пратевме, ама уште има, ако ви кажам, тука околу моментално некои 40 тони помош. Значи, што е доволно 2 големи шлепери да наполниме.